I followed Hamas for over 13 years. Го следев Хамас повеќе од 30 години. Никогаш не поверував дека Хамас ќе стане чудовиште. Многу пати правев интервју со Исмаил Ханije, шефот на движењето Хамас. Во текот на годините запознав многу од лидерите на Хамас. Никогаш не поверував дека можат да направат нешто што ние би можеле да го споредиме со нацистите. Касапење, палење тела, силувања, киднапирање деца. Шломи Елдар, израелски автор и режисер кој почна да известува за Газа во 1991 година, вели дека Хамас е избран во 2006 година делумно како одговор на корумпираната палестинска управа и поради работата на Хамас за благосостојба на луѓето во појасот Газа. Тој вели дека Хамас од тогаш ги занемарил своите одговорности кон народот и наместо да ги користи ресурсите за народот, Хамас се одлучил за насилство. They took them back 20 or 25 years back. Тие ги вратија палестинците 20 или 25 години наназад, па дури и повеќе. По оваа војна не знам што ќе се случува со Газа. Сега слушнав дека народот во Газа се прашува што Хамас прави за нас. Што ни направивте? Прв пат мислам дека препознав еден вид негодување против движењето на Хамас од страна на палестинците. Тој смета дека исклучителната суровост за нападот на 7 октомври настанала преку комбинација на фактори. Еден од нив е Јахја Синбар, лидерот на Хамас во Газа. He was released in 2011. Тој беше ослободен во 2011 година со размена на затвореници на Гилад Шалит, а Израел го ослободи во Газа. Тој е суров човек. Слушнав многу приказни, бидејќи никој не знае ништо за него. Вториот фактор, вели тој, е образованието. The new generation, the young people. Новата генерација или младите, тие се родени или беа деца кога Хамас ја превзеде власта во појасот Газа по воениот удар. Може би биле деца 5, 6 или 10 години и постојано растеле со подбуцнувања. Тие биле учени дека израелците не се луѓе. Израел го прогласи крајот на Хамас како главна цел на својата воена кампања во Газа. We can defeat Hamas. Можеме да го победиме Хамас, но не можеме да ги елиминираме. Мислам дека Хамас тоа е идеолошко движење што не можете да го уништите. Елдар вели дека познава и палестинци во Газа кои тагуваат поради загубата на можноста за палестинска држава и мирен соживот со Израел. I have a friend in Gaza Strip. Имам пријател во појасот Газа и му се јавувам секој ден. Тој сега е во Рафах, се крие од војната. Ми рече ја напуштив мојата куќа во бегалскиот камп Џабалија и плачев. Не плачев затоа што ја напуштив мојата куќа, туку затоа што мојот сон е скршен. Имавме сон да изградиме држава, соживот со израелците. Сега дојде Хамас и уништи се. Тој вели дека обновувањето на Газа може да потрае со децении и не е сигурен дали границата со Израел некогаш повторно ќе се отвори.